225 милиони евра биле потрошени за влез на 25 странски компании, кои вработиле над 20.000 луѓе. На повеќето од овие работни места вработени биле работници превземени од македонското стопанство, објави денеска новата влада. Значи, 225 милиона евра, нешто над, не чинеле овие директни странски инвестиции. Кога ќе ги поделиме со добиените вработени од 20.000 евра, 20.000 вработени, ја добиваме сумата од 11.000 евра. Владата на СДСМ со објавувањето на договорите за субвенционирање на странските инвестиции отвара војна против 100 странски компании, а со тоа неизвестни се над 20.000 вработувања, реагира од ВМРО ДПМН. Нивното расипништво уште еднес се покажа на дело преку нивната неспособност на веќе започнати или завршени преговори за преку 60 инострански компании да успеат да ги убедат да инвестираат во Македонија. Ова Македонија чинеше загуба на преку 25.000 работни места. Преку 25.000 млади луѓе кои би добиле свое работно место и би успеале да се осамосталат. Тие преку лоши кадровски политики, креирање негативна кампања насочена кон странските инвеститори, повлекување на економските промотори и одлука да се објават договорите за субвенции со компаниите во слободните зони, успеа да ги истерат потенцијалните инвеститори од Македонија. Нивното Изминатиот период повеќе компании почнаа да се жалат на некоректниот однос на владата и загрозување на нивното работење. Веќе 3 големи странски компании ја напуштаат државата. Со тоа на 2000 работници ќе останат без својата работа. Ново прашање сега се инвестициите кои биле во фаза на разговори и убедување. Објавувањето ќе предизвика Србија, Бугарија, Грција, кои исто така се конкуренти за привлекување на инвестиции, да понудат подобри услови да ги привлечат инвестициите. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски деновива објави дека во наследство на новата влада ја оставил 60 на компании со кои биле во посериозни разговори и кои имаат капацитет за вкупно 25.000 вработувања.